Почитувани граѓани, почитувани медиуми, очајно ми треба помош, напишала младата Росица, пред насилникот да ја го одземе животот. Во јавноста се појавија пораки од Росица наводно испратени до министерот за внатрешни работи Панче Тошковски, во кои таа зборува за нејзиниот страв и очајно бара помош. Се надевам дека пишувам на право место и дека конечно некој во оваа држава ќе отвори уши и очи за мојата безизлезна ситуација. Човекот кој од декември наваму ме демне, ме тепа, ми нанесува друг вид на насилство, силува, прогонува и последно пред 5 дена ми ја запали колата, е се уште на слобода. Пишува во пораката која наводно е испратена до министерот Тошковски. Дали оваа порака, почитуван министре, стигнала до вас пред 5 месеци? Ако стигнала, што сте направиле? Прашуваме бидејќи наводно во оваа порака на Росица е објаснета нејзината целосна голгота низ институциите, името на обвинителот, но и тоа дека на човекот кој ја уби Росица и покрај сите терори кои ги трпела и ги пријавувала уредно, стои дека пасошот му е вратен од страна на Министерството за внатрешни работи. Вратен му е пасошот од МВР и во моментов слетува во Берлин, напишала Росица. Прашуваме уште еднаш, дали е ова точно? Ако е така, тогаш граѓаните со сигурност може да заклучат дека се оставени сами на себе, кога се работи дури и за нивниот живот и дека залудно пријавуваат насилство, залудно пријавуваат закани, демнење. Почитувани граѓани, смртта на Росица е трагична. И ниту еден коментар од послушниците на власта не можат да ја намалат сериозноста на непостапувањето на институциите да го спасат животот на оваа млада жена. Ниту Миленко Неделковски, ниту било кој од власта кој се обидува да ја префрла топката еден на друг. Каде во оваа држава човек треба и може да се обрати доколку му се закануваат по живот, доколку го тепаат, доколку му палат автомобил? Каде може да пријави една жена за да знае дека таа и нејзините најблиски ќе бидат сигурни? Убиството на Росица, почитувани, не смее да биде заборавено. Убиството на Росица бара одговори, бара одговорност и бара будност и голема сериозност на институциите, а не префрлање на вина еден на друг. Росица, почитувани, не молчала. Росица пријавувала секогаш кога стравувала за својот живот, а нејзиниот живот и животот на нејзиниот татко за жал згасна. Каква порака е ова за сите други жени кои собираат храброст да пријават дека трпат насилство, да пријават дека трпат закани, дека трпат демнење, да пријават дека животот не им е спокоен? Која би била вистинската адреса за нив? Ги прашуваме во овој момент институциите. Или треба да молчат? Ви благодарам.